Минусните температури оставија стотина жители од Виничко без вода. Замрзна водоводната линија во село Крушево, па наместо од чешма, вода таму се пие од цистерна. Имаме проблем со замрзнување на цевката, доводниот цевковод кој што доаѓа од планината од захватот за вода до резерварот во село Крушево. Има едно 200-250 метра цевка која што не е затрупана надвор од земјата, така да дојде до замрзнување на тој цевковод. Доколку има потреба ќе доставиме уште една цистерна со вода за да имат луѓето за основните потреби вода за пиење. За разлика од Виничко, голем број на дефекти на водоводната мрежа во Штипско немаше, но овде има друг проблем. За да не им забрзнат цевките, граѓаните ги одвртеа славините, па потрошувачката на вода е како среде лето. Апелирам до граѓаните поради ниските температури да преземат мерки за заштита на своите надворешни линии, земајќи во обзир дека овој момент потрошувачката, минималната ноќна потрошувачка е зголемена за 10% или приближно околу 20 литра во секунда, што не е мала бројка. Тоа е на штета и на граѓаните и на системот за водоснабдување. Од синоќа, поголемиот дел од истокот е под снег, но за среќа сите патишта се проодни. Значи, за овие 2 дена се фрлено околу 300 кубика ризла и околу 100 тона сол. Магистралните регионалните патишта се чисти, на поедини места веќе ми суви, додека имаме и делници кои што се и мокри. Значи се додека делува солта, иначе испод 7 степени, минус 7 степени, солта веќе и не делува. Најави за снег и ладно за периодот што следи има многу. За возачите ова значи носење зимска опрема, за пешаците внимателност, а за општинските власти и јавни предпријатија готовност.